што знаете, одиме во Централна Македонија, значи Република Македонија, центарот на Република Македонија е околу извор Азов, тој дел, одиме во манастирот на село Бистрица, тоа се наоѓа Богомила, десно од Богомила, и после селото Бистрица има манастир кој има конаци, во кој конаци нема монаси, така да можеме да видиме многу комотни во смисла на предавања, разговори, сите оние активности кои ги имаме планирано. Ќе одиме преку Велес, од Велес скршнуваме десно пред Велес и поминуваме Чашка, Согле и пред Богомила вртиме за Бистрица. Ќе бидеме екипа околу 40 на луѓе. Ако се има свој почеток и ова наше патување, мора да има почеток постоењето на Вселената. Како започнала Вселената да постои? Како започнала просторот и времето, енергијата и материјата? Мора да има свој почеток. Кој тоа го смислил? Каде е крајот на Вселената? Че од самиот почеток морало да постои мисла и затоа и во мојата прва книга пишува. Најпрво беше мислата, потоа зборот. Од 13 на години открив дека можам да ги создавам работите, да ги креирам работите. Долго време не говорев за тоа, затоа што велев дали другите го можат тоа. Сватив дека сите го можеме тоа. Значи ја немам нешто посебно, не сум открил нешто ново, но другите не го откриле тоа што јас сум го открил. Започнав да ги креирам работите на многу едноставен начин. На почетокот ги креирав за многу мали работи и потоа сакав да видам дали можам да ги креирам за поголеми работи. Посакував да се пошумува Македонија. Си велев не можам јас сам да излезам да ја пошумувам Македонија, ама ајде креирам да видам дали можам да предизвикам енергија за да почне да се пошумува Македонија. Македонија почна да се пошумува. После мојата клиничка смрт во 1997 година, значи тогаш сватив дека можам да креирам и многу големи работи да си играм со време и простор. Ние имаме иста моќ сите, да креираме, да ги повикуваме работите, да си играме во време и простор. Ќе го научиме нашиот народ на нешто што е многу моќно, да ги креира работите. Секој е она што се неговите мисли до овој момент. Дел од тоа имаме во проектот на Светски македонски конгрес, дел знае председателот на Светскиот македонски конгрес кој е со нас господинот Тодор Петров. Се работи за нешто што би направила Македонија на едно високо духовно ниво и енергетско ниво и економско. Значи, она што го направи јапонците, менување на колективната свест по Втората светска војна. Се треба да започне од нешто. Се ова што гледаме околу нас, се што е создадено, независно што е, се тоа нечии мисли. Некој претходно го видел, а потоа го создал. Значи, ние имаме моќ да ги креираме работите. Гледајќи ги вака, планиниве си реков, ќе ги поделиме сите рамни, сите полиња. Ќе направиме нешто што светот не видел. Овие ридови што ги гледате, се тоа може да биде лозија, малини, капи. Значи ќе се подели земјата кој сака во кој регион. Ќе имаме такви фарми што секој ќе сака да ги види. Фарми се се и се што. Значи земјата се испитува и се гледа. Ово подрашје за огледување малини, капини, грозје, сливи, праски. Што сакаш да огледуваш? Сакам малини и капини. Во ред. 5 хектари малини и капини. Со откупна станица, во тој район да речеме ќе се одгледуваат точно тие овошји што може. Друг регион ќе биде со сточни фарми, живинарски фарми. Најстрого, значи, еколошкиот систем да не се наруши.
му дадеш, ќе му ископаш, значи ќе имаме машини за копање бунари. Секој ранч ќе има минимум 1 до 5 и повеќе употреба бунари. Значи вода мора да има во изобилие. Водата е богатство. Ако нема вода, нема ништо. Тие ранчови, секој ќе ги уреди како што сака. Со испитување на земјиштето ќе се види што таму може да се одгледува. И нема да ви се верува. Ќе има негде место кај што ќе има толку камен и не може ништо да се одгледува. Знаете што ќе се одгледува? Сега ќе ви кажам во една книга што прочитав, а што е вистини случај. Американската влада му доделува на еден човек со 7 деца земјиште како ја што ви кажува и тој оди да види каде треба да живее, оди со целото семејство со сопругата и 7 деца и што ќе види? Камен, нема ништо. Вели 3 дена не можев да спијам. Инфаркт ќе добиев затоа што јас не можев ништо да произведувам. Немаше нити вода, пустина, невада, значи каменито место. Толку вели многу змии имаше што страв ми беше вика да излегуваме надвор од коливата, од куќата. И одеднаш вели ми текна, па ќе ловам змии и ќе продавам кожата. И започна така и му трнало. Потоа пошал, вели зашто го фалам месото, ќе снабдувам ресторани со свежо месо змиско. На крајот човек почнува да произведува и направи конзервна индустрија за змиско месо. Значи од местото што е мислиме дека е неупотребливо, може да го употребиме. Сега е еден од првите, поточно прв во светот по производство на змиско месо, конзервирана храна. Тоа е тоа. Значи, мисла, креација, ти можеш од се да креираш. Независно што е тоа. Погледнете колку земја, овој дел е камен, овој таму. Замислете сега кога би се ставиле водопад на некој дел, да речеме таму, во камењарот. Сега туристите поминуваат, солзи ќе им дојдат да очите, грешат, што земја беше ова? Одиме толку мал простор, 200 км поминувам, они имаат на секој 10 км еден водопад. Ама не обичен водопад. Пумпи ќе црпат, како што црпат да го полнат Дојранско езеро. И таа вода ќе се враќа назад. А знаете како ќе тие пумпи како ќе трошат, чива енергија ќе потрошуваат? Ќе ставиме ветерници. Значи тоа е еден затворен круг од природата за природата. И не само тоа. Паѓајќи во водопадот доле ќе се направат ресторани и рибници кои ќе произведуваат риба, а филтри ќе има што ќе ја филтрираат водата за да може да дојде горе и до рибниците. Па да можат да застанат, да видат, пак има видиковци. Ќе направиме водопад. По природен пат, ова е Пчиња, сега ќе се спојат со Вардар тука. По природен пат водата ќе оди, замислете на Карпиве. И оттаму кај крстот, замислете сега да има водопад. Замислете колку би била таа фантастична гледка да има водопад од крстот. А такви водопади ќе има 20 до Гюргелија. Значи една пумпа ќе ја црпе водата и ќе ја качува горе. Горе ќе има насипано 2 до 3 камиони крупен камен. И сега ти гледаш дека извира, мислиш дека е извор, тоа ќе има табла, дека водата се црпе од реката Пчиња и се враќа назад, за да се затвори еколошкиот систем да не се наруши. Ќе се знае дека е вештачки, но таблата ќе се биде таму, а и овде на Видиковец. Но туристите кои нема да застанат и нема да прешледат таблата, ќе решат ова е природно. Ова што јас го гледам, ако вие можете да го видите, ќе ве воодушеви, но јас ќе ви направам таква имагинација да може да го видите. Значи, замислете од Карпата како паѓа вода. Водопад. Огромен водопад кој е голем 30 до 50 метри. Тоа секој туриста сака да го види.
во еден правец и во друг правец. На секој 500 метра до 3 километри ќе имаме мини црквичка покрај автопатот. И апостолите доаѓаат кај нас во Македонија и не случајно толку пати е спомната, скоро 40 пати Македонија во Библијата. Ние тоа треба да го кажеме на светот. Значи, тоа вака изгледа како сон, но секој сон е остварен. Не постои нешто што не може да се оствари. Големите научници, како што се Исак Њутон, Никола Тесла, да не ги набројувам, Форд, секогаш рекле, се ми се случува она што сум го замислил претходно. Значи, ти мораш да го видиш прво тоа, што сакаш да го реализираш за тебе да ти се случи. Не прашувам зошто што сум тука не случајно, ја знам, затоа смело сега тргнувам, патувам зад себе, трага оставам. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе. Што патот е овој, имам сега повод свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Верувам во себе јас. Не вели стој, зашто патот е овој, имам сега повод свој, свој. Не се двоумам, за ништо стој, не ми прави неспокој, да ме спречи може никој. Зошто верувам во себе јас.
Најголемите казни во Македонија ќе бидат не само за убиство, не само за дрога, за хероин, туку ќе бидат и за оние диви копачи кои го изнесуваат скапоценото нешто од Македонија, артефактите и доказите, и оние кои увезуваат пестициди, поточно внесуваат, нема да може да се увезуваат. Моделите сега наваѓат. Ова може да биде. Точек со камбалу. Да. Само малку, значи во отсуство на организаторот на Ниче, значи на сите да ви посакам добре дојде и да се осеќате прекрасно во овој убав комплекс, манастирот ете тука е до нас и предпоставувам дека убаво ќе се поминеме, ќе се дружиме и сите ние ќе допринесеме за тоа. Реално може многу работи да направиш од несакање. А ова сега со доаѓањето на сутрата рој. Ја видели. Знаеш какво чудо направивме од платформата? Да. Најскоро време ќе ги дам CD. Тоа е. Како што кажуваше Звонко, не знам во своја серија, беше што Кога ќе ја имаме таа комбинација, вас беше ќе го дадем рударство и земјоделство. 10.000 ние да толку има. Тоа е чудо и за тоа. Накав на најлово. Волим! Не може. Ајде! Сега најде да Не ми таму. главата се само Па главата. требаш, ќе ти испратам слика, ме гледаш на Не, ама вака. Ама сите сме гушави. Сите сме натурален. Кажи ми ја плиќата, Чекај, сврти ми се, немој гледаме да само. мрдаш, ова поза е најубава. Молим те, немој да мрдаш до Како љупи лук. Да, плиќата е многу важна. Тичица. Топ. Ај чекај сега и Дечко, кој обечава. Дечко, крени глава. Ама крени гола глава. Ајде, гледај се на кај мене. Крени глава. Ај ќе те оттепам. Пак надолу. Гледај овде. Гледај овде. Така. Уште Ниче, Тони, Филип. Другари. А горе Да? Да? Помачите сакате да стане? Да. Да? Ето не ми рече. И остајте и... ќе кажеш. Уште контролирате се помога. Се стопи на некој доста даваш некој. Има повтор као министерска врска. Првите човек. Се одбива.
Dobro što je to je svoje ne baš Я справу признал. Само чисто. А били избета масово, че е способен. Също им е чудно, но ето ви как да кажете. Що ли може да го припатете да го Негде линија на дрвото. Да. Сега донеси ја трансформерот. Ако се постави тука, не е долу. Е тука. Овде? Е тука, може. Сега отпорот се свалува. Да. Сега отпорот веќе е уравнотежен за неколку секунди. Веќе сега овој отпор веќе немаме пробена. И одма се шипките може да се види. И тоа може да се направи. А со ова може или не? А може и трнам шипките, ќе трнам пирамидата, се види тоа шипките како рекли. Веќе оваа состојба е веќе нормална. А тука немаше ствари, овде беше. Тука така, пред дрвото беше. Се може да се дали ше ќе трнам пирамидата, за да се види со шипката како рекли. Со овие други? Не со тие. А, да. Свисти. Само ќе движиш како се движите. Веќе се јавува. Да, чувствително. Значи, тоа е состојбата. Тоа е состојбата која може или ако идеме со L антени. Да, веќе тука се јавува. Од таму навака иди, за да може да те снима во камера. Да. Тука имаме прекрстување, значи, на смерот, значи тука се јавува едно поле и веќе вамо се отвара. Можеш еднаш да се вратиш назад, пирамидата ќе Може. стане бујана си. Може. Може. Може Да. покажеш само пирамидата. Да, ево сега веќе тоа поле го нема. Да. Dosta već
Се собравме овде во манастирот Свети Петар и Павле во село Бистрица да направиме една колонија, да се дружиме и да обзнамиме нешто што е многу убаво, нешто што сака да го чуе нашиот народ, нашите македонци овде во Македонија и во светот, во целата диаспора. Се навршува 20 годишнина од инициирањето на една идеја на Светскиот македонски конгрес во кој преседател е господин Тодор Петров. На 20 годишнината од започнувањето на една голема идеја, денеска ќе објавиме таа идеја, ќе објавиме нешто убаво. Убаво кој што секој што ја сака Македонија би сакал да го слуша. Морам да започнам со нешто што е убаво за слушање, но не секој дел на кое никој не може со сигурност да даде одговор. Дали постои креатор, дали постои создател, дали постои творец, поточно, како што вели црквата, дали постои Бог. Ако се има свој почеток, мора да има почеток нашата Вселена. Кој го создал времето и просторот, енергијата и материјата? Зошто сме ние овде? Од каде доаѓаме? Кои сме и каде одиме? Филозофското прашање кое сите филозофи ги заинтригирало и секој сакал да даде одговор. Многумина се приближиле до одговорот, но никој со сигурност не дал одговор. Ако постои креатор, тој креатор сакал да ги вгради истите особини и во нас всушност и ги вгради. Ние сме олицетворение секој од нас на тој креатор. Ние имаме љубов, значи има ли тој љубов. Ние имаме емпатија, значи има ли тој емпатија. Значи тој се чувствува со нас, не сака. Но ние не сме на доволно ниво созреани да можеме да го разбереме него. Значи немаме моќ на поимање, да можеме да сватиме дека тоа всушност и постои. Секој од нас на некој начин чувствува дека постои нешто кој го нарекуваме Бог, одиме во црквите, во разни храмови, муслимани, будисти, многу вери, се молат на еден единствен Бог, но никој досега не го видел. А во позадина има нешто кој ни кажува дека тоа всушност постои. Затоа што за да создадеш нешто толку големо, кое е бесконечно, морало да постои мисла. Се започнало најпрво од мислата. И затоа и Светото Писмо вели најпрво беше зборот. Да, за да биде зборот, потребно да постои мисла. Се ова што гледаме околу нас се нечии мисли. Секоја една ситна работа, се ова што гледаме, некој најпрво го замислил, а потоа го создал. Ние замисливме нешто кое го создаваме 20 години. И сега е дојдено времето да го реализираме тоа и со самото тоа ќе го донесеме целиот свет во Македонија на поклонение. Да го види тоа чудо. Едно големо креативно јадро го работеше тоа. И тој проект треба да донесе благосостојба во нашата земја Македонија и на сите македонци распрскани по сите меридијани во светот. Проектот го нарековме 20.000 среќни семејства. Ќе создадеме 20.000 среќни семејства кои ќе вработат по 20 во просек луѓе, што значи ќе направиме 400.000 среќни семејства. Со тоа ќе го решиме проблемот за вработување и ќе направиме огромен обрат. Ќе започнат да се случуваат на економско поле големи работи, но и на духовно. Морате паралелно да одите со духовноста. Ако бидете богати, а бидете на ниско духовно ниво, ништо не сте направили. И спротивно, ако бидете монах на високо духовно ниво, а немате што да јадете, и дојде ден кога ќе умрете од глад. Значи, тие енергии морат да бидат паралелни и во склад. Големата идеја што ја носиме започнува, ви кажав, пред 20 години, но деновиве, за да може да заживее и да може да ја заштитиме,
да можеме да ја патентираме, создадовме едно здружение кое го нарекувме Нанонич институт, кое е здружение за креирање на позитивна енергија и емоционална енергија за поквалитетен живот, кој секој би го имал во Македонија. Не да живеат само одреден процент на луѓе во големи удобности и среќен живот, а останатите да бидат робови. Сите да ги почувствуваат убавините на животот. Тој институт всушност, позади тој институт стои едно креативно јадро кое го иницира сето ово. Зашто се работи? Македонската земја, која е во регион од, ќе ви покажам на карта, значи која е во регион од Скопје надолу према Велес и овој район, овде до Гевгелија, значи голем дел, значи Вардарската клисура, голем дел е необработено земјиште на кое на многу мал дел само се прави испаша на ситен и крупен добиток. Македонија е богата. Многу богата. Планираме овој дел овде да го подениме на нашите од диаспората. Секој ќе добие онолку колку што бил во диаспората. Да речеме, ако некој бил 10 години, ќе добие 10 хектари. Тој ќе бил 20 години, 20 хектари. 30 години, 30 хектари. Ќе го добие делот на земјиштето на концесија 30, 66 или 99 години. Првиот момент ќе биде на помалку години и за да може да се види дали тој ќе стопанисува домакински со земјиштето. Владата ќе треба, значи да го направи поделбата на земјиштето, да овозможи живот на тоа земјиште, за да се ископаат бунари од 1, 2, 3, 5, во зависност од колку треба, и да се дадат поголеми кредити кои ќе имаат грейс период добар, за да им се овозможи на нашите од диаспората. Нашите од диаспората појдени се да печалат во диаспората и природно и нормално дека тие имаат пари. Со тие пари тие ќе помогнат во тој дел да може да се направи нешто. Ќе се отворат, значи фарми за живинарски фарми, сточни фарми, аранчови, оштарници, се она што македонската земја може да го произведе. Ќе се направи анализа, испитување на земјиштето, во кој регион што расте, да речеме ако растат во еден регион, лозје, капини, праски, круши, малини, ќе се даде со точност на тој простор што може да се обработува и што може да даде најдобра реколта и најпозитивно и квалитетно овоше зеленчук и било што. Вардарската долина, значи ќе биде поделена се она што е на Република Македонија. Ќе се направат ранчови, хациенди, сместување за работници, ќе се вработат работници во тие 20.000 стрикни семејства, ќе се направат нови градови. Значи, ќе направиме нови градови, неколку нови градови на територија. Значи, не мора во Велес да живеат нашите. Најмакедонскиот град, веќе земјата е загадена. Луѓето што се раѓаат таму, уште кога се раѓаат децата, процентот на олово е многу голем. Господинот, докторот Ѓорги, може да каже 20 пати е поголемо оловото во телото на децата во Велес. Ќе направиме нови градови. Ќе заштитиме земјата со тоа што ќе биде забрането внесување на пестициди. Ќе направиме еколошка зона. Македонија да биде бренд. За неколку години можеме да направиме бренд. Македонските производи ќе бидат 2-3 пати поскапи од другите производи. Но верувајте, секој кај што македонските производи ќе се појават на пазарот во Европа и во светот, ќе бидат купувани, затоа што тоа ќе бидат екопроизводи, со гаранција и со висока контрола на квалитет. Најважното нешто, ако имате висока контрола на квалитет, тоа светот ќе ви поверува, се другото е лага. Ние само можеме да се убедуваме дека имаме квалитет и дека е без пестициди, но некој тоа да го треба да го потврди со сертификат. Вардарската долина, автопатот, ќе го направиме несекојдневен за туристите.
Ќе направиме 20 водопади во еден правец, од Табановце до Гевгелија. И во спротивен правец уште 20 водопада. Ќе направиме ресторани, ќе направиме мотели за сместување. Луѓето кои посетуваат Македонија, да бидат воодушевени од она што го гледаат. Замислите да видите водопад од 50 метра. Тој ќе биде вештачки, да, но бидејќи мозокот живее во сегашно време, него не го интересира зошто е тој вештачки. Тој го гледа тоа што го гледа и верува во тоа и се воодушевува. Емоциите наши се потполно исти. Кога гледаме нешто реално, ти знаеш дека водопадот го создала човечка рака, но ти го чувствуваш како природен, бидејќи тоа е прекрасно нешто. И многу едноставно затоа што ние размислуваме во слики. Се она што ние го зборуваме, потоа што во моментот кога што го говорам, вие го мислите во слики, се е слика во нашиот живот. Премногу едноставно е да се реализираат работите. Ние сме креатори и затоа ви кажам, ако постои создател, ако тој е креатор, тој ги ради особените негови кај нас. Ако ние имаме љубов, емпатија, потоа што ако тој има, а веќе ги краде кај нас, ако тој е креатор и ние сме креатори, ние можеме да ги создаваме работите. Се во просторот е создадено од мисла. Верувајте, за да започне било што, па дури многу големи идеи, мора да постои мисла. Многу научници кои добиле Нобелови награди им се подсмевали. Многу од нив дури посмртно добиле Нобелови награди. Не случајно е кажано дека големите идеи, луѓето кои ги носат големите идеи, најпрво им се исмеваат, потоа ги прогонуваат за на крајот да бидат масовно прифатени. Ние верувам дека ќе го немаме тоа, затоа што таа идеја носиме меѓу нашиот народ. И всушност, ова што го говорам не е мој, тоа е на мојот народ. Мојот народ го заслужува тоа, нашиот народ, ние, македонците. Затоа што ние сме најстара цивилизација овде во Европа, прва држава, 814 година пред раѓањето на Исус Христос од крал Каран формирани. Ние имавме најголемата империја, имавме најголемиот цар. Потоа ќе се случуваат многу поубави работи. Ќе обзнаниме нешто многу убаво. Во Македонија постојат неколку ризници кои се не секојдневни. Тука е гробницата на Александар Македонски. Кога тоа ќе го отвориме, верувајте, целиот свет ќе дојде во Македонија на поклонение. Ние можеме само од туризам да живееме. А каде се оние фарми што ви спомнав, оние ранчови, оние убавини што ќе ги имаме? Ви кажувам од сега, ќе имаме потреба од работна сила, она што го прави Кувајт, Израел, за сите ќе има место во државата. Мораме да ги пратиме нашите од диаспората. Ова е накратко. Ќе имаме емисии во кои ќе говориме за ова, но чест ми беше да ви го кажам вас, не случајно сте вие овде денес. Ниеден од вас не е случајно. Тука е, се дружиме 2 дена и ова пред заминувањето сега, враќајќи се во Скопје, сакам да ви го објавам, да ви кажам, да го кажеме на нашиот народ, да испратиме една порака. Пораките кои се испратени од нашите предци пред 3, 4, 5, 7, 8.000 години, како торзото на Адам или големата мајка, дури сега стигнаат до нас. Ние испраќаме порака која ќе оди во вечноста. И затоа ова е символ на вечноста. Не случајно го земавме како лого на институтот. Ова е знакот на вечноста. Вака е животот, значи врти како часовникот, а смртта врти во овие осу. Тоа е символот на вечноста. И не случајно споивме две енергии. Ова го земавме од нашиот спонзор Македон Бетон. Не случајно земавме две енергии. Спој на две енергии кои се различни. 4 елементи, поточно крстот, и спојот на 16 кракото сонце со 10 детелинки во сонцето. Ова е спој на енергии, против кој не може никој да се бори. Овие два символа ќе направат Македонија да биде вечна, бидејќи Македонија всушност била вечна. Ние сме постоеле од секогаш. Никој не може да го избрише тоа. Ние во моментов имаме држава и ние сме реалност. Значи, ние сме имале од 814 година пред раѓање на Исус Христос држава, прва држава. Сме ја имале и во континуитет, може би некогаш исчезнало, но повторно сме тука. Да му кажеме на светот кои сме и зошто сме, од каде доаѓаме и каде одиме.
ќе направиме една од најмогните држави на духовно и економско поле. Никој не може да е попаметен од оние што се први меѓу првите. Ако можат јапонците да ја променат колективната свест и ниеден грам да нема железо на нивните острови, да бидат најголеми извозници на железо, железни производи, можеме и ние да го направиме тоа. Можеме да бидеме најмоќна земја во светот. Верувајте го. Убавината е во тоа што сме мали, некој ќе рече, не разпарчи и останавме едно мало парче. Да, ние сме како предградие на Парис и Њујорк, но во тоа е нашата моќ. Значи, ние ќе бидеме едно јадро, креативно јадро, 2 милиона и кусур луѓе. Ќе стартуваме со брзина на ракета. И потоа, сите ќе сакаат да се вратат до трето колено, па и повеќе во Македонија, нашите од диаспората. Македонија била света земја, е света земја и ќе остане света земја. Македонија очекува тоа од нас и го заслужува. Македонија ќе биде била вечна и ќе остане вечна. Благодарам многу да сте живи и здрави сега да го посетите манастирот, да го манастир Свети Петар и Павле, да се помолиме, а потоа да ручиме. Благодарам да сте живи и здрави.